Министерството за образование и наука има милионски долгови, недовршени студентски домови и скапани учебници во магацини. Стои меѓу другото во извештајот на Државниот завод за ревизија за 2023 година. Ревизијата покажа дека Министерството за образование и наука повеќе од една деценија не презело никакви мерки за наплата или отпишување на студентските кредити доделени во периодот 1998 до 2010 година. Овие долгови се проценуваат на околу 18 милиони евра и се уште стојат заведени во книговодството како долгорочни кредити и позајмици дадени во земјата. Вели извештајот. Проблеми се утврдени и кај програмите за изградба и за реконструкција на училиштата, наведуваат од Државниот завод за ревизија, но длабоки финансиски реперкусии има и во делот на стипендирањето. Во 2023 година за стипендии на студенти запишани на еден од првите 100 универзитети во странство били исплатени средства во износ од 2 милиони 920 илјади евра. Со ревизијата беше утврдено дека не постои воспоставен систем за ангажирање на овие лица по завршувањето на студиите, со што не се обезбедува ефикасно користење на вложените средства за оваа намена. Се вели во соопштението на ДЗР. Проектот 500 книги е еднаков на 13 милиони фрлени евра, книгите стојат во магазини и дел се оштетени. Ревизијата откри сериозни недостатоци во реализацијата на проектот превод на 500 стручни и научни книги, за кои државата од 2012 до 2021 година потрошила речиси 13,3 милиони евра. Наместо книгите да бидат дистрибуирани до државните институции и до факултетите, тие се уште стојат во магазин, вели ревизијата. Ревизорите дадоа препораки до надлежните институции за превземање мерки и активности со цел подобрување на состојбата.